И сега да појдеме малку и до центарот на нашиот ни град. Ирена, имаме ова утро на линк. Ирена, добро утро. И пред да ја најавиш твојата соговорничка, со оглед на тоа што се наоѓаш Рузвелт, ова тоа му доаѓа, се уште му доаѓа центар, но си фактички на почетокот од забранетата зона. Па да те прашам прво како стигна до таму и како изгледа околината? Има ли воопшто, се пропуштаат ли автомобили? Искра, добро утро до тебе, добро утро почитувани. Токму така се наоѓаме на Рузвелтова, меѓу општина Карпош и општина Центар. Јас стасав до оваа дестинација пешки, меѓутоа од наша Адријана и од мојата гостинка дознав дека тие стасаа дури и пред време од договореното, значи дека брзо се стига низ градот. Она што можам да го приматам, еве и сега во моментов овде улицата Рузвелтова не е нешто прометна, нема нешто многу автомобили, што значи дека една голема пофалба, едно големо браво за сите скопјани кои што навистина ги почитуваат оние препораки од издадени од Министерството за внатрешни работи. Значи улиците сега за сега во некои 5 минути до 9 часот навистина се проодни и брзо се стасува од една до друга дестинација. Најверојатно заради тоа што училиштата денеска не работат и административците се дома, не се на своите работни места, а и туку верувам дека скопјани се многу дисциплинирани и ги почитуваат сите препораки. Дали дисциплинирани, дали послушни, тоа семантика е во прашање. Како и да, Ирена, повели со твојата гостинка? Благодарам Искра. Како што не најави наша Искра, ние ова утро ќе се зборуваме во наредни 10 на минути за еден навистина интересен проект кој што, односно работилница, која што ќе се случува утре на 1 декември со почеток во 9:30. Насловот на работилницата е Јакнење на кариерата, а во организација на Сдруженијето за напредок, поддршка и одржлив развој Apple 3. Ова утро наша и ваша гостинка е Билјана Атанасова, председателка на Сдруженијето Apple 3. Билјана, добро утро. Добро ни дојдовте во Добро утро секој утро и ви благодарам што стасавте на пред време од сосема другиот крај на градот. Она што е повод за нашиот разговор денеска е она што ќе се случува утре 1 декември, работилница насловена како Јакнење на кариерата. Ајде малку повеќе за работилницата и за проектот во чии рамки е оваа работилница. Што ќе се случува утре? Добро утро на сите. Задоволство ми е да бидам со вас денеска тука. Ви благодарам за можноста да споделам за проектот кој што го спроведуваме за јакнати жени и отпорно општество и аспектите кои што ги анализиравме и ова што сега утре ќе го правиме. Тоа е работилницата и јакнење на кариерата, која ќе почне со почеток во 9:30 часот во општината Чаир. Оваа работилница е дел од циклусот работилници кои што ги спроведуваме во текот на ноември и декември и целна група ни се жените од сите возрасти и целта е значи да се помогне на жените во нивниот кариерен развој. Споменавте дека целна група се жените, значи од која возраст и со какви знаења ќе се стекнат утре на работилницата и каде се може да ги применат овие знаења? Значи целна група се жените од сите возрасти, без разлика дали се студенти, дали се невработени, вработени, бидејќи нашите анализи покажаа дека постојано е потребно зајакнување на жените, иако се реализирале одредени жени, имаат бизниси, се вработени, се во брак и ред други работи, им е потребно. Во оваа работилница ќе бидат разгледани многу клучни теми, како првен од моментот на невработеност, понатака од невработен кон вработен, од вработен кон собствен бизнис, па се до новите работи, оптимизација, иновација и дигитализација, каде што на самата работилница ќе им бидат поделени работни книжки на учесничките и дополнително ќе вежбаат одредени вештини. Целта е да се подобри нивниот професионален и личен, значи нивните лични развој и исто така, значи сакаме преку оваа работилница се вмрежат жените, затоа што е многу важно да бидеш со слични како тебе што размислуваат, за да ти размислуваш за напредок и твој личен развој.
Значи кажавте жени од сите возрастни групи, студентки до 60 години, така? Започнувате во 9:30, меѓутоа она што претпоставувам сите што не гледаат во моментот ќе се запрашаат како може да се учествува. Отворен е повикот се уште, места има се уште за учество. Како да се пријават, каде да ве најдат сите заинтересирани? Да, значи сите заинтересирани може да се пријават на линковите кои што ги има на нашата Facebook страна, веб страна и Instagram страна, или да ни пишат на мејл или да ни се јават на телефоните кои што се ставени нели на нашите социјални медиуми, или слободно нека дојдат, ќе бидат примени на работилницата, бидејќи овие се работилници бесплатни, значи ние сме го пишувале проектот, сме вложиле доста труд, јас и моите членки, и дополнително има експерт на оваа работилница за емоционална интелигенција, господјата Нела Јолевска, со која што навистина овие обуки вредат доста пари, а ние направивме за жените да бидат бесплатни и да можат да стекнат нови знаења, дополнително ќе добијат и сертификат за нивното учество. И проектот за јакнати жени, отпорно општество. Ајде малку да го представиме проектот. За каков проект станува збор, бидејќи и оваа работилница е впрочем дел од овој проект. Да, значи нашите анализи во ЧАИР покажаа дека е потребно жените да бидат зајакнати. Решивме да правиме работилници кои што ќе едноставно ќе бидат инволвирани не само членки од нашето здружение, туку и членки од вработени од општината и сите други жени кои што се заинтересирани. Овој проект значи офаќа неколку работилници, значи како што кажав во ноември и декември спроведуваме цел циклус на работилници. И целта е да се зајакнат жените и стекнат со нови знаења. Дополнително поттикнуваме инклузивна средина, односно да има простор каде што ќе се изразат сите жени и исто така, значи, ние поттикнуваме мултикултурализам и мултиетничко живење. Значи, во нашето здружение има членки од сите етнички групи и тоа ни е целта, значи, бидејќи имаме одлична соработка ние со општина ЧАИР, навистина успеваме во реализирање на овој проект и благодарност голема, значи, до општината ЧАИР, до сите вработени, градоначалникот, до донаторот кој што ни го одобрија овој проект и сите кои што едноставно се вложуваме во ова, дополнително и сите жени, навистина јас сум среќна, сите што доаѓаат жени на работилниците, остануваат и пријателки, споделуваат, значи се дружиме, имаме Вибер група каде што јас ги поттикнувам постојано да споделуваме информации и да си помагаме едни со други. Да. Впрочем, затоа сме и тука, така, затоа сме жени, затоа се овие работилници, проекти. Ајде сосема накусо за крај на разговорот да позборуваме малку за вашето здружение Apple 3. Вие сте релативно младо здружение, постоите од неодамна. Која е целта со кој ви се останатите активности и има интересно име Apple 3? Значи, Apple 3 е основано 2020 година и основната цел е да се помогне на жените, за напредок на жените, охрабрување, омокнување и унапредување, да се намали дискриминацијата помеѓу жените од руралните и урбаните средини. Дополнително поттикнуваме, значи, за вработливост на жените, поттикнуваме креативно да се изразуваат, помагаме препишување CV мотивациони писма, исто така ги поттикнуваме да си поставуваат цели кои што ќе ги реализираат и постојано или да се, како што кажав неколку пати, да се стремиме кон напредок, бидејќи напредокот е навистина битен. Треба да се стремиме постојано да бидеме подобри, не само да останеме во некои состојби кои што сме ги постигнале, зашто да не бидеме уште подобри од тоа што сме. Жените им помагаат на жените. Од прилика така ќе му дојде. Сосема за крај, по завршувањето на оваа работилница утре, да најавиме можеби некои следни работилници во месец декември? Да, во месец декември ќе имаме уште една работилница, правно советување за жените, ќе се одржи на 7 декември и ќе имаме финална конференција каде што сите учеснички од работилниците ќе бидат поканети на финалната конференција за да едноставно ги сумираме за резултатите од работилниците, да се дружиме и можеби да споделиме нови идеи што би правеле ние заедно со општината ЧАИР или
И да се проширите, можеби, во останатите општини во град Скопје, па и секаде низ Македонија. Билјана, благодарам за разговорот. Посакувам успешна работилница утре и довидување до наредна прилика. Ви благодарам и на поканата и на вашата телевизија. Искра, ние овдека завршуваме со разговорот, доколку имаш некои прашања, ако не, се поздравуваме овде од центарот на Скопје. Ти благодарам многу, Ирена, на разговорот и тебе на твојата соговорничка.